Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Овој пат сум на патување низ Србија и открив едно многу интересно и уникатно место. Тоа е базен со топла вода во сред село. Овој базен се наоѓа во селото Топшица. Јас тука дојдов со автобус од Ниш до селото Кравје и после пешачев неколку километри до ова село. Значи, доколку сакате малце авантура, тогаш вија предложувам таа рута или тоа патување, односно да фатите автобус од Ниш до Кравје, кој што патем е бесплатен, и после од Кравје да пешачите до ова село, доколку сакате да се избањате во овој прекрасен базен кој што се наоѓа во сред село. Нашиот преубав Балкан. Ова место, значи Балканот би можело да биде прекрасно место за живење и доколку не остават на мира, барем 30 години да не ни направат војна и некоја поделба, ова место, Балканот, би било најразвиено место за живење во светот, затоа што има се. Има убавина, има природна убавина, има работливи, честни луѓе, меѓутоа му фали само да го остават на рад, односно да ги тргнат канџите од тука, тие паразити, и ова место ќе се развива толку брзо, што ќе му нема рамно. Токму од тоа се плашат сите. Пример за тоа е овој прекрасен базен, кој што се наоѓа среде село. Значи, тука се куќите, тука е базенот. И интересно е за овој базен што температурата на водата е стално околу 23 степени. Значи, доколку дојдете и во зимо, водата ќе биде добра за бањење. Па така еве, јас малку уживам во овој базен, се решив да ви го представам, да ви го снимам, како што кажав, се наоѓа во селото Топшице, кој што се наоѓа некои 20 километри после градот Ниш. До таму може да дојдете секако со кола, има асфалтен пат, меѓутоа доколку сте со авантуристички дух како мене, тогаш можете да користите јавен транспорт. И верувајте, од градот Ниш до близина на ова село, тоа е селото Кравица, имате бесплатен превоз. Па така, доколку сте со авантуристички дух и сакате нешто поинтересно, фатете бесплатен превоз, дојдете тука, уживајте го селото, уживајте го овој базен, оваа преубава природа и секако чувајте. Нешто што приметив шетајки по овие села во близината на Ниш и во другите делови на Србија, докато што стасав сега да отидам, видов дека нема толку ѓубре. Значи, луѓето си ја почитуваат природата и не фрлаат толку ѓубре, а тоа за жал станува наш македонски феномен, односно проблем повеќе отколку феномен, меѓутоа се надевам дека и ние ќе го надраснеме и ќе ги стасаме нашите соседи и во тоа. Меѓутоа, ѓубрето не ми е тема, секој што си фрла, што си загадува, си фрла за него му се враќа ѓубрето, видовте тие што загадуваат, тие се тие кои што живеат во градовите, тие се тие кои што живеат во загадена средина
и на крај тие плаќаат цената. Темата ми е да ви ја представам оваа природна убавина и заедно да се восхитуваме на ова прекрасно место. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Јас си поминав преубаво. Се осеќав убаво на ова место. Се надевам дека и вас ви беше така. Доколку се осеќавте убаво додека го гледате ова видео, доколку примивте убава енергија, доколку ви се допаѓа тоа што го снимам, тогаш претплатете се, а можете и да станете членови и со некоја символична месечна претплата го поддржите мојот канал Сонцогор. Како што кажав, јас си поминав преубаво, сега тргам назад, ме чекаат неколку километри пешачење до местото од каде што фаќам автобус, па така уште малку ќе уживам во оваа преубава природа. Значи ви благодарам. Не заборавајте да се претплатите, станете членови доколку се во можност, доколку не бидете живи и здрави, се гледаме и ви го посакувам секое добро на овој свет. Поздрав и се гледаме!